Почитувани, сведоци бевме како изминативе 7 години. Образованието беше урнисано, наставниот кадар омаловажен, а студентите и средношколците оставени сами на себе. Одветувања како нов студентски град, нови студентски домови, вработување на најдобри студенти, нови факултети, модерен образовен систем. Дојдовме до тоа да години немаме учебници за учениците, да немаме стипендии за студентите, студентските домови да бидат со ладна вода и нехуман интериер, наставниот кадар да не добие зголемување на плати. Едноставно дојдовме до крах во образованието. За само една година, со рекорден буџет од 38 милиарди денари за образованието, почнавме да ги градиме темелите на промените. Оние кои беа оставени сами на себе, сега се приоритет. Успеавме да обезбедиме во рекорден рок учебници за сите ученици, а за студентите го проширивме опсегот за субвенционираниот оброк. Успеавме да обезбедиме средства од 2 милиарди денари за реконструкција на Финки и ФФК и 17 милиони евра за реконструкција на 2 студентски дома, а со 34 милиони евра ќе се модернизира Универзитетот Мајка Тереза. Предизборното ветување за едносменска настава почна да се реализира во над 150 училишта низ државава, со што се решава предизвикот со околу 5000 наставници кои немаат доволно ангажман во училиштата. Ако претходно беа омаловажувани, сега наставниците и професорите се приоритет. 12% повисоки плати за наставниот и стручниот кадар во основните и средните училишта, а 14% поголема плата за професорите на факултет. Да подсетиме дека до крајот на мандатот платите ќе бидат зголемени за околу 60%. 680 милиони денари се издвоени за науката, што е рекорден износ и двојно поголем од 2024 година, додека 274 милиони денари се одвоени за поддршка на иновативно научни истражувачки проекти. Почитувани, ова е промената која му е потребна на образованието. Реални чекори за решенија на предизвиците со кои се соочувавме. Од срамно и уништено образование, кое нема факултет на Шангајската листа, ги градиме темелите на образованието. За нашите деца, за нашата младина. За сите оние кои треба да останат тука. Доаѓа времето на Македонија. Ви благодарам.